Иако поранешниот началник на петата управа Горан Груевски точно 2 месеци е во бегство, ниту кривичен, ниту СЈО не добиле известување од МВР дека тој е недостапен за органите на прогонот. Тоа беше причината да биде одложено денешното ручиште за предметот Тврдина 2, каде покрај Груевски обвинети се уште 6 службенички од УБК. За следното ручиште СЈО најави дека ќе бара на Груевски да му се суди во отсуство. Неговата одбрана пак ќе бара извојување на постапката. Иако и судот е направил напори, а и од наша страна направивме напори да добиеме известување, сепак имаме уверување дека во текот на оваа недела и ќе добиеме и формално известување за достапноста на обвинетиот, па наредната недела ќе може да продолжиме со судењето. Ќе барате во отсуство, Да, се разбира. Јас бев лично ангажиран лично од него, меѓутоа бидејќи истиот е недостапен, ја не можам да дадам ефективна одбрана. На барање на неговиот син во издвоена постапка се договоривме заедно со колегите да го застапуваме. На денешното ручиште беа присутни тројца од четворицата сведоци на СЈО. Четвртиот е недостапен. Тоа е колегата на Груевски Никола Бошковски. На Груевски и Бошковски им се губи трага од денот кога Врховниот суд им го потврди притворот како обвинети во предметот Тврдина Таргет за уништување на системите за прислушување. Следното ручиште за Тврдина 2 е закажано за 2 октомври. За останатите 18 обвиненија кои ги поднесе СЈО се уште нема оценка. Одбраната на обвинетите најави дека и понатаму ќе бара изземање на прислушуваните разговори како докази и покрај одлуката на апелација, бомбите да бидат доказ во предметот Шамари во Центар против Груевски и во 300 против поранешниот помошник министер во МВР Поповски. Тоа се индивидуални за одредени предмети одлуки. Со нив се разбира не се согласуваме како адвокати со оглед дека имаме поинаков став, а нашиот став е базиран на основа на законските одредби кои го регулираат тој дел. Во последниот извештај на СЈО, Јанева наведе дека пресудата на апелација со која прислушуваните разговори се прифаќаат за доказ е од исклучителна важност и во согласно со законот за СЈО.